Од 1 јули помеѓу 70 и 150 милиони евра годишно ќе завршуваат кај граѓаните по основ поврат на ДДВ, повторно синоќа тврдеше премиерот Заев во Штип. Мерките од 1 јули со повраток на ДДВ 70 до 100 милиони евра враќаме пари назад кон граѓаните секоја година по 100 милиони евра за да ја зајакнеме потрошувачката моќ преку фискалните сметки. Ќе отклониме даночната евазија и ќе се помогне на државата и огромен дел од тие пари ќе одат назад кон граѓаните. Остатокот ќе одат за најранливите, за најсиромашните, за работниците, за поддршка, за нови минимални плати. Ова е добра вест за сите, но враќањето на парите е условено со процедура. За да можат да добијат пари од ДДВ, граѓаните ќе треба да ги сликаат сите фискални сметки во електронска форма, да ги прикачат на посебна апликација на интернет, која се уште е во изработка. Очекувањата се дека во текот на овој или наредниот месец таа ќе биде пуштена во пробна употреба. Сето ова е едноставно, но само за некои. За голем дел од граѓаните оваа процедура е исклучително сложена со оглед на лошата компјутерска писменост на голем дел од граѓаните, особено по старите. Дали знаете што е интернет апликација? Не знам, тие работи. Не сме запознати. Тоа е за младите повеќе, не е за нас, возрастните. Не се занимавам ни со интернет, ни со телефони, ни со ништо. Секако незнаењето го отежнува, но не значи дека е пречка повратот на парите да се случи. Во секој случај, многу е веројатно дека проблеми ќе има. Во колкав процент останува да се види, но предизвикот од 500 евра по човек на годишно ниво се голем мотив или народот компјутерски да се доедуцира или да се бара туѓа помош.